Велам добар ден и добре дојде за градоначалникот на општина Бутел, господинот Дарко Костовски. Добре дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата. Општина Бутел неуморно работи во текот на целиот период од годината, но пред известно време вие бевте тој што ја најавивте таа пролетна градежна офанзива која што ќе се случува во општина Бутел. И ја започнавте. Веројатно со отварањето на мегапаркот, почнувањето на изградбата на мегапаркот, но пред да зборуваме за тоа, јас би сакала само да спомнеме накусо, имаат ли граѓаните на општината реални шанси да стравуваат од овие дождови обилни кои што ги имаме периодов, бидејќи знаеме што се случи пред неколку дена со Маркова река? Вие на вашата територија имате Серава. Имаме река, така е, да. Добро прашање. Неколку дена беа изминати само од мојот мандат, кога го започнав мандатот, кога почнавме да го чистиме коритото на реката Серава, но во местата каде што е надлежноста наша, практично во сите места кои што се надворот од ГУП-от. Остана само еден предел кој што е под ингеренција на градот Скопје, практично каде што се протега реката Серава, каде што потпаѓа под ГУП. Но пративме во минатото неколку дописи до градот Скопје и ете сме благодарни што пред некој ден излегува во пресрет и градот Скопје заеднички со наши екипи помагаат и наши екипи го чистат и тој дел на реката Серава, така да генерално по однос на тоа прашање граѓаните на општина Бутел можат да бидат мирни и нема никаква опасност за излевање на реката. Во минатото имало одредени излевања кога немало доволно грижа, но сега можат да бидат мирни граѓаните на општина Бутел по однос на тоа прашање. Значи сега може да зборуваме за се она што ќе го работите пролетва, летото, таа огромна градежна офанзива на територија на општина Бутел. Реков ја започнавте пред 2 недели со мегапаркот, отварањето, отпочнување на изградба на мегапаркот во Радишани. Така е, да, тоа некако символично беше проект со кој што отпочнавме оваа нова градежна офанзива пролетна. На почетокот би кажал дека сигурно, и тоа е лесно докажливо, тоа е можеби најголемата градежна офанзива сезонска која што некогаш ја започнала општина Бутел, бидејќи навистина ќе разговараме, ќе започнат големи и крупни проекти, а голем дел од проектите од 2024 година на првиот конкурс од страна на владата, средствата кои што ги доделува владата, веќе голем дел од тие проекти се и во одредена завршна фаза, а некои се во сериозно добра фаза. Паркот во Радишани е проект кој што беше побаран од страна на граѓаните во тој дел на општина Бутел, практично населбата Радишани, но јас сум убеден дека ќе го користат и сите граѓани на територија на општина Бутел, бидејќи станува збор за парк кој што се протега на 10.000 метри квадратни, од кои што 6.000 метри квадратни се зеленила, а останатите 4.000 метри квадратни се плоштадска површина, патеки и навистина ќе биде тоа едно убаво квалитетно место за рекреирање и да го споменам, ќе има едно огромно квалитетно ултрамодерно детско игралиште од некаде околу 400 метри квадратни. Така да станува збор за еден убав проект кој што за многу скоро ќе го видиме во завршна фаза. Кога сме во Радишани, да споменеме дека таму отворивте спортско-рекреативен центар во основното училиште Ацо Шопов, но за Радишани имате најава и за реконструкција на повеќе улици. Така е, веќе неколку се реконструираат. Најавивме реконструкција на 70 улици до крајот на овој мандат. Во Радишани веќе неколку од клучните сообраќајници се реконструираат. Го отворивме спортско-рекреативниот центар Радишани, веднаш под училиштето Ацо Шопов. За многу скоро започнуваме да градиме 3 нови спортско-рекреативни центри, меѓу кои еден од нив исто така во Радишани, но во горната зона на Радишани, кој што ќе го носи името Христо Матов, исто еден ултрамодерен спортско-рекреативен центар со сите можни потребни спортски игралишта, фудбалско, кошаркарско. Во долу во Радишани Ацо Шопов имаме и дури тениско и одбојкарско, а во овој новиот ќе имаме фудбалско, кошаркарско и детско катче. Исто така уште 2 нови спортско-рекреативни центри, едниот ќе биде во Бутел, а вториот ќе биде во Кучевачка бара, во оној дел кој што потпаѓа административно под општина Бутел, да. Кога веќе го споменавме Радишани, би сакал да најавам дека во завршна фаза е проектирањето на затворениот базен, кој што ќе се наоѓа во
дворот на основното училиште Ацо Шопов, навистина еден проект кој што поминува со големо задоволство кај граѓаните и едва го чекаат, бидејќи пред се учениците од основното училиште Ацо Шопов, па зашто не од другите основни училишта, ќе имаат неделно по 1 или 2 часа физичко на базен, што е, мислам дека навистина исклучително квалитетна работа. Се разбери, и родителите ќе бидат задоволни доколку сакаат нивните деца да се занимаваат со овој спорт. Нема да ги мислат да одат до центарот на градот или до Карпош за да пливаат. Не само со овој спортисти кои се занимаваат и со други спортови, добро е пливањето да го дополнат како процес на еден тренажен процес. Да, Така да пливањето е генерално спорт кој што може да го користат буквално сите луѓе. Кога сме кај здравието, бидејќи така започнавме, започнавте и со изградба на поликлиника во Бутел. При крај проектот, можеби тоа е проект кој што го зборувам баш со гордост и некаде на почетокот на летото или некаде на крајот на јуни месец започнуваме конечно да градиме тоа што вистински им припаѓа на граѓаните на општина Бутел, на убава, модерна поликлиника. Благодарејќи на помошта од владата на Република Македонија, работата која што се ветуваше можеби на за 30 на години конечно станува реалност. Добро е човек да знае дека навистина се исполнуваат некои работи и да не губи надеж дека еве и по 30 години сепак граѓаните на Бутел ќе имаат нов здравствен дом, нова поликлиника. Не само тој, повеќе проекти се на некои проекти се сеќавам уште кога бев дете дека беа најавувани дека ќе се направат. Не знам, како например коритото на реката Серава, кој што сега го правиме и патеката. Од кога бев, мислам дека во основно училиште прв пат слушнав дека имаат идеја тогашните градоначалници тоа да го направат и го ветуваа, но еве сега станува реалност. Така да навистина ми е особено драго што проекти кои што исто како водоводот во Љуботен, например, исто така ќе започне на почетокот на летото со првата фаза, во 3 фази ќе биде. Првата фаза финансирана од страна на Американската амбасада. Еве денеска добивме позитивни информации дека наскоро ќе започне тендерирањето. Исто така проект ветувам повеќе од 30 на години за една насушна потреба вода за Љуботен и за љубанци станува збор. Така да многу ми е драго што за време на овој мандат од 4 години се градат работи кои што беа ветувани десетици години. Како на пример мостовите. Тоа е уште една добра тема, да, во Радишани конечно исто така при крај се проектите, ќе ги аплицираме со вториот повик со владата, ќе стигнеме. 2 нови моста добива Радишани, практично поврзувањето со селото, со населбата. До сега практично и не беа мостови, тие беа некои челични конструкции кои што беа без проект градени, значи покрај тоа што ќе добијат убави мостови, кревам и безбедноста на тоа соодветно ниво на кое што практично и треба да биде, да, конечно го правиме тоа, така да знаеме што во последно време нели се случи на територија на Република Македонија, па и периодов наназад, така да мора да размислуваме во тој правец и безбедноста на граѓаните да ставиме на прво место, но не тоа само да звучи како одредена флоскула кажана, туку тоа да биде реалност и вистински приоритет на градоначалниците и на сите оние кои што се бават со јавни функции. Но покажавте дека знаете да бидете и еколошки свесни и општествено одговорни, да штедите енергија и да ги обновите фасадите на јавните институции кои што се во ваша надлежност. Најавувате и нови фасади во неколку училишта. Да, добро сте информирани. Најавувам и за скоро ќе почнеме 2 нови фасади во едната е основното училиште Свети Климент Охридски во Бутел 1, едната нова фасада практично ќе добие основното училиште Петар Здравковски Пенко во Скопје Север. Навистина потребни проекти, веќе се навистина во една фаза на распаѓање фасадите на овие 2 училишта и мислам дека ќе добијат сосема едно ново и квалитетно руба, а во минатото пред година дена ја завршивме и целосно реконструиравме фасадата на основното училиште Паниот Гиновски во Бутел 2. И цело време зборуваме некако улици, спортски објекти, игралишта, базенот го спомнавте, училиштава, имали време и имали место, имали можности за збогатување на културниот живот на граѓаните на општина Бутел? Да, има.
и навистина во вториот исто така јавен повик од страна на владата, ќе аплицираме со еден проект кој што во еден дел го најавив пред изборите, но во сега ќе биде дополнет, сега ќе објаснам зашто станува збор. Практично ќе почнеме со изградба на плоштад во Бутел 1, плоштад кој што ќе се простира на 10.000 метри квадратни, веднаш до црквата Свети Јован, вака за да илустрирам за каде станува збор. Таму има одредени стари објекти кои што ќе бидат срушени наскоро, но на самиот плоштад ќе биде изграден и дом на култура, нешто што навистина треба на територија на општина Бутел. И едно од новините кое што ќе го има овој дом на култура е различно од било каде на територија на Македонија, ќе има и посебен музеј за спорт, бидејќи општина Бутел навистина изобилува со врвни спортски резултати кои што конечно ќе добијат и катче каде ќе може сето тоа да се види поубаво и новите млади генерации да знаат дека нивната општина е можеби една од најспортските општини во регионот, не само во Македонија. Јас само што сакав да кажам дека сигурно е најспортска во Македонија, но ме дополнивте, односно вие кажавте дека во регионот веројатно едно од најспортските. И кога сме веќе кај спортистите, ги поддржувате не само вербално, туку и финансиски. Така е, да, покрај тоа што ги поддржуваме спортските клубови финансиски, можеби сме една од многу ретките, ако не единствена на територија на градот Скопје, во Македонија една од ретките општини кои што директно со стипендии ги помага и спортистите. Лани имавме 100 стипендисти спортисти, оваа година веќе наредна недела ќе имаме настан, ќе доделиме 250 стипендии на 250 спортисти, кои што директно им помагаме финансиски за квалитетот на нивната спортска кариера, но од аспект на спортист, бидејќи тоа бев и во минатото, како активен спортист и поранешен репрезентативец, можам да кажам дека многу е поважно тоа што одредена институција ќе се сети на вас и поголем е мотивот што практично институцијата се сетила на вас отколку самите финансиски средства. Така да во таа смисла гледам големо задоволство на ликовите на спортистите и на нивните родители што воопшто институциите се грижат за развојот на нивните деца. Од она што го планирате периодов остана нешто што не спомнавме? Па можам да се потсетам, но она што би сакал да го споменам е дека, ево, ако заборавив, е доградбата на основното училиште Ацо Шопов, кое што не е ни малку мала инвестиција, некаде околу половина милион евро, околу 30 милиони денари, и е навистина работа која што долг период назад беше барана од страна на граѓаните, бидејќи има една добра вест, секоја година имаме се повеќе првачиња во ово училиште, во овој дел на Бутел и немаше простор практично кажано, вака народски кажано, и сега конечно ќе веќе градиме, почна да се гради некаде до крајот на летото, сметам дека од септември оваа година со новата учебна година веќе основното училиште Ацо Шопов ќе добие 4 нови училници и навистина ќе бидат комотно сместени сите оние генерации кои што доаѓаат. Дали е тоа така, а верувам дека ќе биде, ќе имаме можност да провериме ние во текот на периодов кој што е пред нас. Ви благодарам што денес одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам што сте секогаш расположен за соработка и се разбира граѓаните ќе ви бидат благодарни за се она што го правите за нив. Ви благодарам и јас. Досега се што сме најавиле сме оствариле, се надевам дека и овој пат ќе биде така и навистина ви благодарам за поканата и тоа што ја следите работата во општина Бутел.